Добро вечер и добродојдовте во новото издание на магазинот Вечерва со Слободан Томич. Да, интересен соговорник кој ќе го задржи вашето внимание, имајќи факт дека мојот соговорник е голем поддржувач и поборник за македонската вистина и кауза. Да не должам многу, верувам дека ќе го задржиме заедно со него вашето внимание и најнапред да се заблагодарам на мојата неуморна екипа. Тука е Ивана, Кристина, Владимир, Жан Станоевски од компанијата Констант, професионална преведувачка куќа, која навистина без коментар голем покровител на емисиите кои ги реализирам на телевизија Вистел. И секако благодарам и до уредувачката политика на телевизијата, господинот Благоје Шоктевски, како наш одговорен уредник и мојата маленко Слободан Томич. Рековме дека вечерашниот соговорник е амбасадор од кариера, кој целиот свој живот го посветил за професионализмот и што значи дипломатијата. Затоа да добиам време и да го представам, таа неговата екселенција Робин Онил, првиот медијатор во грчко-македонскиот спор за името и првиот европски. Ќе ја реализирам емисијата на англиски јазик, ќе најдам на разбирање, а мојата десна рака Жан Станоевски ќе реализира со мене. Welcome and good evening, Your Excellency, and join us in our evening show in the television Vestel, real television. Good evening. Ambassador, I invite you tonight, to discuss about very interesting topic, as with my very big and great colleagues, also in the cycle of diplomacy, we changed some mind because how can give the title, the topic, and we decided Macedonia fight for the national interest. Let's to start. If I can be president, you can be too. Siljanovska, Davkova used the minutes from the parliamentary speaker to inspire women because there are almost no women in politics, and strong women can solve problems in the different way. The desire of the new Madam President is to have more women in the new parliamentary composition. She called for national unity, which is currently needed more than ever, because Macedonia has a very difficult lesson. Declare the first woman president of the Republic of Macedonia on the day of appointment as the first female elected president in the history of Macedonia, almost 80 years after the Republic of Macedonia became an independent country after the fall of the former Yugoslavia, already 33 years as sovereign and independent country. Your Excellency, what will you add this? Што би додале кон ова? Please. I'm very pleased. Многу сум среќен што гледам дека Македонија сега добива жена председател. Во Британија ние имаме долга традиција на жени кои што биле на врвот на политичките функции. Пред 500 години нашата првата кралица беше Елизабета I, и така да и политичките лидери понатаку беа, а во минатите 40 на години имавме 3 жени премиерки во Британија. И тие и служеа на државата многу добро. И имаме докази секако и за зрелоста на демократијата во Македонија, што значи дека жените стануваат активни во политиката и докази дека општеството зрело и електоратот е зрел, токму е факт што избра жена за председател. И јас со интерес ќе ги гледам состојбите и напредокот на Македонија во наредните години. Амбасадоре, можете ли да го доближите малку вашиот компјутер до вас, затоа што да се прилагодиме, да може сликата да биде прилагодена. Дали во ред сега? Затоа што одиме навечер. Ајде да продолжиме. Вие сте првиот европски медијатор во грчко-македонскиот спор.
околу името и автор на еден од многуте спомнувани предлози Република Македонија во Заград Скопје во дамнешната 92 година. Од таа дистанца помина веќе 32 години во кои Македонија помина низ многу притисоци, закони, блокади и што уште не, но не подкрекна. 22 години подоцна, парот Заев Димитров на најпонизен, на најнедржавнички начин, без консултации со народот, го смени државното име и со тоа ги загрозија македонските државни интереси. Дури неуспешниот референдум на 30 септември 18 година не ги спречи таа намера. До власта не попуштат. И како вие ја оценувате оваа состава? Што доби Македонија од сето ова? Дали мнозинството македонци не гласа за тоа решение и не може да си го кажат своето право на државјанство и род, и разбирате дека тие ним не им е дозволено да си го искажат своето право на самоопределување и самоидентификација. Да коментирам најпрвин за времето во 92 година требаше да се најде име под кое Македонија може да стане дел од Европската унија. Мојата мисија не беше успешна, затоа што македонската влада јасно укажа дека името на државата ќе треба да го вклучува зборот Македонија и дека тоа беше исто така мој став. Грција одбиваше и укажуваше дека зборот Македонија не смее да се содржи во името на Републиката. Така да мојата мисија заврши, но во наредните години господин Метјо Нимиц со голема страст беше тој кој што и со голема вештини ја го продолжи преговорите и тие кулминира со спогодбата со која што името на државата се промени во Северна Македонија и тоа стана ефективно со одлука на владата тогаш и доведе до Преспанскиот договор. Како што разбирам, името на државата сега е Република Северна Македонија и тоа е поентата од која напредок може да се постигне. Секако отворено е на владите, оставено е на владите да ги менуваат одлуките, да и да го постават системот државата да се вика Северна Македонија и се враќаме на ставот од пред 30 години и во врска со тоа и Македонија нема да стане членка на Европската унија. Екселенцијо, може да дискутираме во наредните минути во нашето вечерно издание, но имаме двојни стандарди овде и за тоа подоцна ќе кажеме нешто повеќе. Првата дама, односно првата жена председател, професор доктор Гордана Силјановска Давкова, на денот на инаугурацијата го искористи своето право на самоопределување и го кажа своето како еден вид ветување на електоратот кој што и даде повеќе од половина милион гласови на необнадештите 6 поред председателски избори. По независното таа се заколна пред парламентот дека ќе ги почитува уставот и законите на Македонија и ќе го штити суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Македонија.
obtaining a mission Severna, не кажувајќи Северна и што предизвика огромно цунами на петата колона во Македонија која што многу години функционира. Кој е вашиот коментар во врска со ова? Мојот коментар е дека заради тоа што Македонија сега е Република Северна Македонија, јас сум изненаден што незиното свечено инаугурирање не вклучи збор Северна, може би и не сум јас правник, не можам јас да оценам што се случи или случува во Македонија, но јас би очекувал да се користи сегашното име при инаугурацијата на председателката. Дали промената на името и покрај неуспешниот референдум на 30 септември 80-та година требаше ова да се случи. Вие цело време упатувавте пораки до власта во Република Македонија и македонскиот народ да не попуштат или да не се предадат. Одлуката на владата беше да го прифати името Република Северна Македонија. Само тоа? Нешто друго да додадеме? Не е на мене да коментирам за одлуката, освен да кажам дека по моје мислење прифаќањето на тоа име овозможи да се стане членка на НАТО и да се започнат преговорите со ЕУ. Екселенцијо, вие се сметате за еден од најискусните дипломати и правници во Кралството Велика Британија и Северна Ирска и вие поминавте низ многу настани, а исто така сте и имате огромно знаење на меѓународното право, уставното право и правната наука воопшто. Според вас, дали ова беше прекршување на правото и законитоста, односно уставноста, кога председателката Селјановска Давкова го искористи своето право на самоопределување и да се изрази и себе си да како што треба да биде, да мисли така како што треба да биде? Јас би рекол веднаш дека не сум правник, јас сум пензиониран дипломат, јас многу добро можам да ги разберам желбите на председателката да наблюдува и да има право, собствено право да има своје мислење, да го штити тоа право. Може би јас, моето искуство како британски амбасадор, можам во Белгија да кажам нешто во врска со тоа. Кога бев во Белгија, владата донесе закон за легализација на абортусот. Кралот пак имаше многу строго мислење и не сакаше да го прифати тоа, така да за период од 24 часа кралот отстапи и своите овластувања ги пренесе на друг регент, на друг владател. Регентот го одобри законот и кралот се врати назад во својата вообичаена служба. Не знам дали нешто вакво може да помогне во Македонија, но председателот секако ќе треба да земе предвид што ќе треба да направи доколку владата сака да донесе некој закон со кој што таа не се сложува. Но, Ваша Екселенцијо, само определувањето
како правник секој народ има право дискреционо за себе си се нарекува како што чувствува. Се слагате со мене? Секако, да. Се сложувам со тоа и председателката Давкова, Гордана Силјановска Давкова, таа кажа го почитувам уставното име кога потпишуваше документот, но лично имам право, мое право е да се изјаснам како се чувствувам. Значи, се чувствувам дека е ова Македонија и дека сум јас македонка. Да, го разберам тоа и мислам дека е тоа во рамката на незиното право тоа да го стори. Согласно експертската јавност, кабинетот на председателската, ниту уставот, ниту договорот од Преспа се прекршени со името Македонија, изговорено од новата председателка Силјановска Давкова за време на заклетвата во собранието. Во текстот на свечената изјава, напишана во изборниот законник, стои старото уставно име Република Македонија, додека во највисокиот правен акт во член 81 се предвидува ново избраниот шеф на државата да даде ветување во Домот на демократијата и дека ќе го почитува уставот и законите. Во незините истапи во јавноста таа укажа дека таа може да го користи името Македонија во вербална смисла и почнувајќи од правото за самоидентификација и самоопределување, тоа се основните човекови права и слободи согласно европските вредности и начела, се кажува од кабинетот на председателката на Вила Водно. Истовремено во сите официјални документи господјата председател го користи новото име Република Северна Македонија. Ваш коментар? Сметам дека токму тој начин на кој што треба да се постапува и се сложувам со тоа дека личните ставови на председателката се разликуваат од службените состојби и околности во кои се користи новото име Република Северна Македонија. Ваша екселенцијо, во последните 5 години македонците го исполнија речети целосно врските од фамозниот Преспански договор и председателката очекува сите македонски партнери да ги почитуваат билатералните и мултилатералните обврски кои ги имаат преземено кон земјата. Имено сите се сеќаваме, а и вие говоревте повеќе пати во моите емисии, дека Грција не ја испочитува времената спогодба од Њујорк од 1995 година, која исто така беше меѓународен договор, екселенцијо, потпишан од САД, представувана од тогашниот председател Бил Клинтон и генералниот секретар Сајро Смес, потоа генералниот секретар на Обединетите национи Бутрос Гали и од двете страни во спорот од другата страна на спорот господин Карлос Папулјос, тогашниот грчки шеф на дипломатијата и Стево Црвенковски, тогашниот министер за надворешни, со кој сите страни презема обврска да ја почитуваат ова спогодба. Екселенцијо, Македонија потоа го смени своето име во референцата поранешна Југословенска република Македонија, а Грција потоа доби можност да го менува член 11 и 12 од уставот и да ја попречува зачленувањето на Македонија во меѓународните организации, меѓу кои НАТО и ЕУ, дури и под референцата договорена БРМ. Ве прашувам, екселенцијо, зошто ваков двоен стандард, а нема никаква реакција кон Грција, дури и покрај тоа што токму Грција беше таа што не ги испочитува меѓународните документи, односно времената спогодба со што и беа во 2008 година спречена Македонија да стане членка на НАТО, а тоа нанесе огромни штети на Македонија која што денес ќе беше веќе членка на евроатлантските асоциации
без какви да е маки уцени или присили. Ве молам. Мислам дека не помага сега да гледаме кон минатото. Верувам дека сега ќе треба да се свртиме се извинувам, амбасадоре, што ме прекинувам, извинете. Многу сакам да добијам јасна слика, затоа што вашето прашање овде со теза. Историјата се повторува себе си и го потврдува изјавата од порано дека на грците не може да им се верува, бидејќи нивните барања се максималистички и апетитите се огромни. И имено Мицотакис вчера објави дека и покрај тоа што поминаа 5 години, Грција се уште нема намера да ги ратификува трите значајни меморандуми за соработка со Република Македонија, еден од кои директно се однесува на процесот на пристапувањето на Република Македонија кон ЕУ. Е многу клучен момент, во многу симптоматична околина, биќе историјата се повторува. Претходно кажав, согласно кршењето на член 11 и 12 од меѓувремената спогодба, Грција не ги почитуваше, но вчера се случи сегашниот премиер дека нема да ги ратификува трите меморандуми кои се клучни за Македонија на незиниот пат кон ЕУ. Ве молам. Можете ли малку поблиску до камерата, ве молам? Да, секако Грција тежне да ги следи спогодбите во минатото и ќе овозможи да сега да се отворат преговори за членство во ЕУ и другите активности кои што во минатото се случува, да ќе продолжи Грција со помош на Европската комисија да продолжи да го прави тоа. Без грчките меморандуми, екселенцијо, и со неколкуте вета на Бугарија, ЕУ очекува дека ќе остане посветеноста во регионот во правец на пристапувањето кон ЕУ. Чудно малку, нели? Кои се гаранциите дека во патот на овај бесконечен процес повторно да не побараат нешто ние да жртвуваме од аспект на историскиот идентитет или нацијата национална кауза? Мислам дека нема гаранции, но се надевам дека преку преговори, преку разговори ќе може да се дојде до напредок. Амбасадор Онил, со цврстиот став на председателката Гордана Силјановска-Давкова испратена јасна порака до светот дека Македонија не е монета за подкусурување или држава во која натаму ќе се менеџираат институциите од клиентелисти и петоколонаши кои крена лавина од негодувања или дури мало цунами кога САД, но и останатите не дадоа големо значење во врска со таа околност. Јасно кажаа дека и официјален Вашингтон и Брисел ќе продолжат да соработуваат и да ја унапредуваат развојната политика помеѓу двете влади, но како во САД, така и во Брисел. Со што државата Македонија ќе треба најитно да ги спроведе реформите и да продолжи со борбата против криминалот и корупцијата и непочитувањето на човековите права, што ова девастирачка коалиција на заминување од социјалдемократите и ДУИ ја оставија како штета во Македонија. Кои се вашите коментари? Ако има
повеќе напредок да се направи во борбата против криминалот и корупцијата и имајќи ги пред почитувањето на човековите права, тогаш сметам дека тековната, сегашната влада во Македонија ќе го спроведе, ќе продолжи тоа да го спроведува и се надевам дека тоа ќе биде забележано исто така и во САД, но и во Брисел. Господин амбасадоре, вие испратите порака повеќе пати на лидерството, како што реков, на Македонија, да биде единствен во делот на решавањето, да постои единствена став во делот на решавањето на спорот со името со Грција и ќе нагласам што изјавивте во моите емисии тогаш во 2014 дека треба да се обратиме до генералниот секретар на ООН, Бан Ки Мун, со писмо и да искажат дека преговорите треба да се прекинат и од денот на поднесувањето на тоа писмо, Република Македонија да си го задржи своето име без какви да е додавки референции. Дали тоа реално можело да се случи? Мислам, не ке можеше да се случи. И јас се навраќам на изморената работа што господин Нимиц се заврши, кој што работеше под налог на Обединетите нации во спроведувањето на дискусиите, кој што до кулминира со воспоставувањето веќе можно да се оди напред, значи со промената на името за да државата се именува како Република Северна Македонија. Да се навратам повторно на председателката Гордана Снежанска Давкова. Ќе бидам, како што таа кажа, ќе бидам председателка на сите, нема да ги правам разлика помеѓу нив и илјадниците гласови ќе се обидам да ги оправдам како најголема обврска која сум ја имала во животот, ќе сторам се за да ја оправдам оваа улога. Време е за единство, рече Снежанска Давкова. Ако можам да го кажам оно што председателката го кажа, ако јас можам да бидам председател, таа кажат, сите други може да бидат председатели, таа упати порака до сите жени да ги инспирира да се вклучат се повеќе и повеќе во политиката. Можете ли нешто да ми кажете зошто позицијата во политиката, во државата, во општеството е таква како што е? Дали не е време да жените преземат лидерство и да донесат подобри времиња и корист за сите, затоа што екселенцијо многу од младата генерација во Македонија заминува во странство. Тие веќе завршуваат универзитети, докторираат, стануваат инженери, но системот во своите последни 7 години се уништи во Македонија и уништи се. Економијата е. Како ја гледате иднината? Исто така од аспект на тоа што една жена е сега председател и со идниот председател на владата доктор Христијан Мицкоски, кој што исто така собра илјадници гласови од гласачите овие денови на парламентарните и на председателските избори. Може ли да ни одговорите? Жените имаат многу важна улога да играат во политиката, но како маж, јас би рекол дека мажите исто така ги имаат истите одговорности и неопходно е и мажите и жените да работат во напредување на демократијата и да работат во подобрување на институциите и економијата на државата во која што тие служат. И жените во тој аспект можат да доведат до намалување на, јас би рекол, и ќе дадам пример од Британија, тие можат да го намалат горчливоста
и антагонизмот помеѓу политичките субјекти, но тоа не значи, и мислам на премиерката Тачер, тоа не значи дека тие, да кажам, нема да бидат во ситуација да продолжат со водење на политиките на кои што тие сметаат дека се исправни, но тоа е прашање каде што мажите и жените мора заеднички да настапуваат за да ги штитат интересите на државите на кои што тие служат и каде што биле избрани како политички представници. Да продолжиме, екселенцијо. Дали еден државник или државничка треба да биде марионета или треба да биде цврста рака на народот кон кој таа или тој го представува? Во изминатите години често со секоја чест на исклучоците често имавме клиентелизам и вазалство и во политичкото однесување и народот вели, како што и познатиот писател Гете говореше, какви политичари избирате, таква ќе ви биде државата. А познатиот писател Орвел пак ќе заклучи, ако изберете корумпирани политичари, зачинети со клиентелизам и предавство, тогаш и вие сте нивни соучесници. Овој пат Македонија избра достоинствени ликови. Тоа е председателката Гордана Силјанска-Давкова и новиот мандатар, како што реков, идниот премиер доктор Христијан Мицкоски. И користејќи го името Македонија, тие не ја прекршија договорот од Преспа, туку ќе го користи исто така во Мицкоски за формирање на новата влада. Тој кажа вчера дека ќе ги користат овие два изрази во своите јавни искази, додека ќе го почитуваат договорот од Преспа. Повелете. Сметам дека ставот на председателката и на идниот премиер се доста коректни. Како што јас разбрав, Преспанскиот договор го овозможува тоа. Во вербалната комуникација да се има право да се користи името македонски, придавката македонски, во Република Северна Македонија, но исто така и во Грција. И тука нема прекршување на Преспанскиот договор. Ако се говори за македонски. Вториот дел од моето прашање е веќе за Преспанскиот договор станува дел од македонските институции, дел од Уставот на Македонија и повеќе пати имаме кажано во минатото дека ова е реалност како комуникацијата во институциите и согласно законите и Уставот, но моите основни човекови права се исто така важни и ми даваа слобода како да ја нарекувам мојата земја кога давам изјави и очекувам тоа да биде прифатено и да го прави и господја Силјановска да го користи придавката македонски и името Македонија како и Мицкоски на еден самит од 2020 година. Тоа е вториот дел од теза. Нешто да ни додадете во врска со ова? Тоа е сосема коректно. И секако председателот и сите вклучени во политиката, во државата, секако можат да го користат името македонски, името Македонија и придавката македонски. Тоа е сосема коректно. И ако има проблем во Атина во врска со ова, тогаш тие може да се обратат кон Меѓународниот суд на правдата.
ние анализиравме согласно она што Мицковски го кажа, ако Атина има проблем и аргументи во врска со договорот, тој дека нека се обрати на Меѓународниот суд на правдата, а тој меѓусуседските односи помеѓу Грција и Македонија, дека двете земји треба да работат на економска соработка и тој ги повика грчките инвеститори да инвестираат тука во Македонија и кажа ајде да говориме за еднината, да престанеме да говориме за минатото, да погледнеме кон еднината. Тоа се документи кои што се дел од законите. Ако мислат дека ние сме го прекршиле договорот од Преспа, тогаш има Меѓународен суд на правдата и таму може да почнат процедура и таму ќе ги вкрстиме аргументите. Јас не би сакал тоа да се случи, кажа Мицковски, на крајот укажа дека претставката Силјановска укажа на историјата во Македонија. Тоа е вид моја анализа, кажа дека ќе укажеме дека претседателката Силјановска укажа на својата историја и дека овие се првите страници во историјата во кој што таа ќе се обиде или ќе продолжи со својот председателски мандат и клиентелизмот ќе остане во историјата. Екселенција, ве молам, можеби неколку секунди да ми посветите. Многу сум бесен, јас сум новинар во Грција, во ЕУ, во САД. Немаме такви проблеми како со петата колона минатото и ние се познаваме веќе 20 на години и повеќе. Што сметате, што мислите во врска со ова моја анализа и за петата колона која што ја укажувам? Верувам дека и во вашата земја има петоколонаши. Што дали може да говориме за петата колона, дали се корисни или тие се штета за државата? Јас се воскитувам на оно што претседателката го кажа. Сметам дека сите ние мора да работиме против негативните коментари и обструктивните политики и сметам дека гласот на демократијата, гласот на разумот ќе превагне и дека сите ние во нашите држави ќе се соочиме, ќе се воздржиме од негативни искази или изјави во општеството и не смееме да им дозволиме на истите да победуваат. И повторувам, сметам дека претседателката даде измодерен пример како да се оди напред. Да ги разјасниме работите, да не биде повеќе трагикомедија. Имавме два настани кои што согласно правните експерти ниту се прекршување на уставот, ниту на договорот од Преспа, со користењето на името Македонија, што го кажа новата председателка Силјановска Давкова за време на заклетвата. Во изјавата, читајќи го законот, уставното име е Република Македонија, додека во највисокиот правен акт, во член 81, се укажува дека државата мора да дава можност да се искажат, да се почитуваат законите и уставот. Нема обврска да се користи државното име секаде и сето тоа поврзано со фактот што на денот на давањето на заклетвата со контроверзно одбраниот председател на собранието Талја Џафери во 2020 година, партијата ДУИ беше првата која што новиот председател почна да го користи, да не го користи уставното име и се заборава како Талја Џафери во 20-та година во неговото назначување како председател на собранието
ја даде заклетвата, но тој не спомна, него спомна новото име, затоа што не беше тоа дел од законот за избори. Јас ја почитувам уставот и законите на Република Македонија, го кажа талјат во август 2020 година и на крајот што сега за некој важи, а за други не важи. И за двете највисоки функции во државата. Коментаре ваш, амбасадоре, ваш коментар? Сметам дека ова прашање што треба да се решава во Републиката и не сметам дека можам да коментирам за тоа, освен што ќе повторам дека сметам дека сега ќе биде мудро да се погледне во заклетвата, да се именува државата, да се размисли дали сегашното име на Републиката ќе биде вклучено во изјавата за заклетва или не. Многу интересно прашање, екселенција. Јас ме прашувам за вашиот коментар за ексклузивниот спогодба во Преспа неодамна, кога беше прашан како се случи промената на името Ѓорѓе Иванов, поранешниот председател, за прв пат по 6 години од заклучоците на спогодбата кажа дека името е продадено за 150 милиони евра. Можете ли да си замислите вако нешто и дека името се продава како на пазар или на панаѓур? Простете за ваквата компарација, но господин Иванов како поранешен председател има голема тежина. Немам чуено претходно, ова не сум го чул претходно. Кој профитирал со овие 150 милиони евра? Кому биле исплатени тие пари? Владата беше во брзање да го имплементира, но нешто сакам интересно да додадам. Вие сте дипломат, го ценам тоа, ве почитуваме особено во мојата емисија у последните 20 години, но за ваша информација, согласно моите избори, не мои избори, тоа беше објавено и во медиумите во Грција. Медиумите тоа го презентира во времето кога Мицотакис имаше во тоа време 100 милиони марки беа во пластична кеса ставени од трезорот на Грција, беа искористени за кампања и поминаа низ коридорот 10, каде што минува низ Македонија, за да прават антимакедонска кампања. Освен тоа, изворите и медиумите во Грција пренесува 125 милиони евра украдени пари од Народната банка. Никој не знае каде отидоа тие пари. Значи, би сакал ова како симптоматично да го објавам и да потврдам она што го кажам. Како и да е, сигурен сум дека таа информација никој не може да и застане на патот на иднината, на вистината. Вистината ќе си го најде својот пат. Амбасадор, владата беше во брзање да го имплементира договорот од Преспа, и иако роковите во него за негова имплементација беа откако Македонија ќе отпочне да ги отвора поглавјата со Европската унија. Издавањето на личните документи и материјали ќе започне при отворањето на секое поглавје на релевантното поглавје во преговорите со ЕУ и ќе биде завршено во рок од 5 години од тој период, стои во член 1 став 10 од Преспанскиот договор. Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со подршка на договорот помеѓу Македонија и Грција? Вака
гласеше референдумското прашање, но кој речиси ништо немаме добиено од ЕУ во Република Македонија. Може нешто да дадете во врска со тоа? Не ми е јасно што е проблемот овде. Како што јас разбирам, ЕУ сега размислува активно да направи прогрес на барањето на Македонија за зачленување кон ЕУ, во ЕУ. Тоа е тоа? Имаме спогодба која што беше подпишана, не донесе ништо спектакуларно за Македонија. И се мисли на договорот на Преспа кој што е подпишан во 2018 година и договорот за добрососедство со Бугарија подпишан во 2017 година. Подпишани од истата клиентелистичка влада Заев Димитров како реакција, како казна за народот, бидејќи во мај, на 8 мај 2024 година следуваше казната на народот на одржаните претседателски и парламентарни избори. Имено со договорот на добрососедство од 2017 година, со што притисокот и пресиите се беа префрлили кон Република Македонија и незиното започнување на преговори за членство беа блокирани од бугарските власти, што е најконтроверзно. Истите тие не ги признаваат 15-те пресуди од Советот на Европа и Европскиот суд на правдата во корист на македонците кои живеат во Бугарија, за да се издаат на себе си како македонци и за да можат да отворат културни клубови како во секоја демократија во ЕУ. И сега инсистираат Македонија да се внесе бугарското малцинство во уставот на асиметричен начин, да нема тука реципроцитет. И конечно она што Бугарија се обидува да го направи, да ги убеди македонското малцинско, косовско малцинство во Бугарија, односно во Албанија и во Косово, да ги натера да се изјаснат како бугари, со тоа што пак им ветува за возврат бугарски пасоши и финансиска поддршка и образовна поддршка за нивните деца во Бугарија. Многу европски, нели? Јас би ме интересирало да видам каков успех Бугарија ќе има во убедувањето на овие граѓани, македонски етнички граѓани кои да се преименуваат себе си во бугари. Сметам дека е важно да се помогне на Европската комисија, да се даде и поддршка овде да се реши ова прашање. И јас тоа би сакал како совет да го дадам на засегнатите чинители, дека карактерот и бројот на малцинствата во Македонија кои што се изјаснуваат себе си како бугари треба да биде сочувано и да биде воспоставено. И како што реков, овие бројки се многу мали. Мислам дека на лица кои што се изјаснуваат како бугари е многу мал и Европската комисија и земјите членки треба да се замислат малку и да направат нешто, да се провери дали инсистирањето на Бугарија тоа да го направи се оправдани. Ве молам, ако може, во средината на камерата. Бугарските власти не ги признаваат 15-те пресуди корист на македонците во Европскиот суд на правдата и не го признаваат и правото нивно на изјаснување. Европската комисија е дури разочарана
и може би во Советот на Европа ќе интервенира. Дозволете да нешто додадам повеќе во врска со ова. Истите работи за македонските муслимани во Гора и во Косово. И имаме истата ситуација во Албанија. Македонци кои живеат во Албанија и тие ним им се врши притисок за да се изјаснат на последниот попис. Голем број така наречени поддржувачи доаѓаат со пари и велат потпиши дека си етнички бугарин, ние ќе ти дадеме толку и толку пари. Тие со камера дури го снимаат тоа, а истовремено некој председател на клуб пред камерата вели, говори со македонци и тие велат ќе ви дадеме пари. Тоа беше објавено во медиумите, така да не е тоа нешто како лажна вест, туку е вистинито. И на крајот, ако сакате нешто да додадете, многу интересно, затоа што вие исто така ги знаете политичките состојби, историјата на Бугарија и вообичаено е земја од Европската унија која што е дел од Шенген зоната да ги европските политики ги прикажува да не го признава јазикот и идентитетот на македонците и да се прави притисок на последниот попис. Имавме нешто околу 3000 бугари, но 15 пресуди да не се почитуваат, да им се даде права да отворат клубови, да се каже дека нема македонци, да се игнорира тоа. Дали е тоа коректно да го прави една држава од Европската унија да така постапува, затоа што со ваквите потези кои што се многу негативни, кои што го блатат лицето на Европската унија. Се сложувам, сметам дека Европската унија самата по себе треба да ја потсети Бугарија дека има права кои што треба да ги почитува, особено во правец на почитување на човековите права на нивните граѓани, да може да отворат клубови, да инсистираат да си го зачуваат својот идентитет ако тие тоа го сакаат, но тоа е прашање кое што треба Европската унија да го прави со бугарската влада. И се надевам дека тоа ќе го направи. Амбасадоре, сигурен сум дека ќе можете да дојдете во Македонија. Повеќе години комуницираме. Верувам дека ќе има и добро време и е време сега да посетите Македонија. Како последно прашање, можете ли нешто да на крајот додадете? Која е вашата порака до македонскиот народ и македонската председателка, господја Силјановска Давкова и новиот мандатар во владата, господин доктор Мицкоски? На почетокот на мојата мисија во 92-а, јас бев убеден дека беше важно за Европа, за Балканот, за регионот на Балканот и за светот како целина, Македонија, новата република да биде во состојба да игра целосна, да добие целосна улога и да биде примена во Европската унија во правец на стабилноста и просперитетот на Европа, на Балканскиот регион, но исто така и над се на самата Македонија. Се надевам дека тоа може да продолжи понатаму. Се надевам дека со Преспанската спогодба јас прифаќам дека некои луѓе сметат дека тоа не е совршена спогодба, но барем ја подотвори портата за преговори за зачленување во Европската унија и се уште верувам дека членството во Европската унија ќе биде од предност, ќе донесе предност за Македонија, исто така и ќе придонесе за стабилноста и просперитетот
во Европа како целина. Ваша екселенцијо и председателот и премиерот на владата им посакувам целосен успех во постигнувањето на оваа цел. Екселенцијо, ви благодарам што ни се приклучивте, како што рекав претходно. Сигурен сум дека ќе може да дојдете во Македонија да не посетите, да ви представиме колку што можеме овде во нашата телевизија, вистинска телевизија. Ви посакувам добро попладне и добро здравје на вашето семејство. Беше огромно задоволство да разговарам уште еднаш со вас, да се видиме уште еднаш и многу уживав во оваа дискусија. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам, екселенцијо. Бидете благословени. Пријатно. Почитувани, имавте една ретка ексклузивна можност во вистинската телевизија Вистел во вечерашното издание на магазин Вечерва со Слободан Томич, а најнапред, уште еднашка голема благодарност на мојата десна рака Жан Станоевски, кој несебично го поддржува проектот, емисиите мои, секако и телевизијата, за овој прекрасен симултан превод. Благодарам на моите почитувани колеги Владимир, Ивана, Благоја, Марко, Кристина, мојот асистент и мојата маленка Слободан Томич, што бевте во овие 60 минути со нас. Останете и натаму добро здраве, добро расположение. Еве го слушавме амбасадор кој даде една естимација за фактичката ситуација и кажа дека нема проблем и нема никаква грешка, што председателот на Македонија, господјата Гордан Силјановска, го употреби зборот Македонија, како и премиерот, иниот премиер, господинот Мицковски. И уште нешто да додадам, повеќе се грижат душогрижници се петата колона, отколку грците, отколку Европската унија и останатите наши пријатели. Бите ми живи здрави, ве оставам добро здравје и расположение, следете програмата и натаму на вистинската телевизија Вистел и се гледаме во вторник во дневната доза на Гласа на народот. Пријатна вечер.